Ке разговарам утрово со Елизабета Георгиевска од Оделението за односи со јавност на јавното предпријатие Паркови зеленила. Веќе сме длабоко навлезени во есента. Можевме да забележиме и сите, верувам, што се жители на градот Скопје може да забележат дека вашите екипи се буквално и во потребните површини секаде онаму каде што е потребно, а она што беше и во најавата, навистина можам да кажам и да констатирам дека градот прекрасно е украсен од вашите цветни аранжмани. Ајде прво добро утро и точно што сега во моментов се работи. Добро утро до гледачите на утринската програма Македонија на утро, кои не гледаат во овој момент. Да кажам дека есенскиот период е период кога нашите екипи се максимално активни, значи на сите полиња. Есента си бара соодветна нега и ангажмани од страна на јавното предпријатие Паркови зеленила. Од тековните активности да споменам дека активни сме пред себе во собирањето на паднатите листови, целиот изминат месец и овој дрвјата ги испуштаат листовите и наша задача е да ги собереме од патеките и од парковите. На некои места се враќаме и по втор пат и по трет пат, бидејќи постојано падјат околу украсувањето, да кажам, можеби и гледачите се сведоци дека градот се трудиме во сите реони и делови, во сите општини да го украсиме со есенски цветен расад. Расадот да кажам дека е произведен во нашите производни капацитети и некаде се стремиме да достигне до околу половина милион парчиња расад секоја година, за да може да ги задоволиме потребите на градот. Цветните површини во сите општини, како што реков, од Ѓорче Петров, Сарај па до Драчево, Чаер, Маџари, значи секаде имаме цветни површини кои што ги украсуваме со нашите производи од видот хризантема, од видот украсна зелка, љубичица, силене, бела рада, значи тоа се оние видови кои што ќе можат да обстанат на пониски температури и кои што до првите мразеви ќе го красат градот. Има ли кражби на цветните аранжмани, односно на цветните расади и воопшто дали имате појава на уништување на вашиот инвентар? Како и секоја година, така и ова се случува. Значи се случува од цветните леи да недостасуваат повеќе парчиња на цветен расад, било тоа да е по булеварите, било да е од цветните леи, било да е од цветните фигури. Да кажам дека веќе скоро при крај сме со уредување на сите цветни фигури во градов, кои што последниве години ги воведуваме. Воведуваме и цветни фигури во однос на тоа на почетокот на влезот на Скопје, на кај автокоманда и го имаме знакот со љубов за Скопје, кој што многу убаво изгледа, знакот на општина Аеродром. Имаме сега и едно големо срце во населбата Кисела вода, значи гледаме така да го освежиме градот со такви некои поинтересни фигури да бидат. Споменавте во градот, верувам дека тоа е оној дел каде што се однесува на градските површини. Имате ли соработка со општините каде што тие на нивните општински површини може да се буквално не мора да се само тревни, меѓутоа може да бидат во училиштата или било каде што сакаат не само да бидат цветни аранжмани, односно нешто што е во ваш домен. Дали имате соработка? Така, верувам дека сегогаш има побарување. Општините си го уредуваат блоковското зеленило, значи ние сме одговорни за главните градски паркови и булеварското зеленило, меѓутоа не можеме така да го поделиме и градот за граѓанинот. Тој се движи секаде и гледаме соработката со сите општини да биде на добро ниво, така да си помагаме, значи секаде онаму каде што има потреба заеднички да настапиме, тоа го работиме се со цел целиот град да изгледа убаво. Ни се јавуваат и школи, училишта и други институции, излегуваме во пресрет таму каде што имаме можности, да помогнеме и нивните дворови да бидат убаво украсени и уредени. Така, и на почетокот споменав дека сме веќе
во длабока есен навлезени, уште месеци нешто ќе дојде зимата. Зимата си бара посебни аранжмани, односно си бара и ангажмани посебни. Секогаш кога ги гледаме тревните површини и воопшто парковите во зима, велиме спијат, меѓутоа вие имате, претпоставувам, доста работа во тој дел. Така, еве да кажам, и во зимскиот период имаме работа, која што не е нели врзана со косење или поливање на тревниците, меѓутоа со првиот снег нашите екипи веднаш се излезени на терен, се ослободуваат дрвјата, се тресат од снегот затоа што од неговата тежина може да настанат тешки последици, да дојде до нивно кршење, паѓање, да настрадаат возила или не дај Боже и луѓе, така да сме во тој дел доста активни. Еве да кажам дека овој период нашите екипи од Вонградско зеленило и од делот од реонот од спортско-рекреативниот центар Саре и од реонот на Газибаба, сите се префрлени на падините на Водно, каде што изработуваме по налог на градот Скопје, изработуваме дрвени елементи кои што ги поставуваме на по целата, значи, територија на парк шумата Водно. Се работи, еве, за некој ден ќе привршиме со изработка на 2 големи посматрачници на Водно. Тие веќе се во теќе веќе нивната изградба. Едната ќе биде на патот кон Нерези, а другата во близина на врвот на Водно. Изработуваме 7 видиковци, од кои што веќе 4 се готови, изработени. Тоа се од сите ќе бидат, нели, во рустичен стил од дрвени елементи. Една поставивме на кај Шишево, другата кај Крушопек, имаме на кај Средно Водно, на кај Нерези и веќе во теќе наредниот период изработка на уште 3 видиковци. И да кажам дека на овој дел ќе бидат поставени, односно веќе се поставени 13 информативни табли кои што се поставени по патеките на Водно, на кои што ќе има, тоа е во текст, значи, изработката, нивна испишувањето со корисни информации за сите посетители што ќе дојдат да го посетат Водно, и ги поправаме, еве тоа да кажеме дека во централното градско подрачје ги реконструиравме сите клупи што се на плоштадот и сега одиме на Какеј надолу да ги поправиме и реконструираме клупите. И во оваа прилика повторно би сакала да апелирам да граѓаните се грижат за овој парковски инвентар, нели, за кој што ние сме одговорни. Па на сите ни се потребни. Така, еве за Бајлево имавме веќе пријава дека реквизитите во спортско-рекреативниот центар Саре се искршени. Значи, тоа преку ноќ се случило. Тоа се случува секојдневно на различни локации во градот. Дали се тоа клупи, дали се корпи за отпадоци, дали се крадат садници, цвеќе. Значи, тоа е појава која што за жал се... Тоа е еден парадокс, сите сакаме да ни изгледа убав градот, сакаме да се пофалиме, да го представиме, да бидеме репрезенти буквално на секој турист, па не мора да е само турист, и за самите себе тоа важи, меѓутоа секогаш има појави кои што, ете така, ќе ја грдат сликата на градот. Споменав за зимски услови, па тоа ќе биде повод и за следното линковско вклучување. Да, еве да додадам уште, нели, кога сме кај есенскиве активности, се уште сме, нели, присутни во истата, во овој период е најдобар за садење садници, така да нашите екипи почнаа веќе, освен украсувањето на градот со цвеќе, започна акција на есенско садење на садници. Еве вчера бевме присутни во општина Аеродром, во Капиштец, понатаму бевме во Ѓорче, во големиот парк, во центар. Продолжуваме етапно, значи, на одредени локации овој период, додека временските услови дозволуваат да го украсиме градот со нови садници. И се надевам, нели, ќе допринесат и за подобар и почист воздух, и повторно да апелирам до граѓаните да ги чуваат еве овие млади нови садници кои ги садиме во градот. Елизавета Георгиевска, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма Македонија наутро, што ни бевте гостинка, редовна гостинка сте. Наша задача е да ги информираме граѓаните за буквално како корисници на вашите услуги. Се гледаме во следна прилика, уште еднаш ви благодарам за гостувањето.